Blea Blagica Dzunzurovska, Marija Atanasova, Bono i Kristina, Marija Spasovska, Aleksandar i Balkan Band и Мелани Тарчуловска се шестмината дебитанти кои ги освоија најголемите симпатии на публиката и обезбедија учество на ревијалната вечер. Нивниот и настапот на останатите интерпретатори ги оправда очекувањата од првата фестивалска вечер. Она кое што недостасуваше со годините на нас за еден нов сјај на Макфест, едно ново руво, еден нов концепт кој што практично треба да го одбележи новото време. Верувам дека сите песни кои што во текот на вчерашната прва фестивалска вечер беа испеани, дека македонската публика ќе ги препознае и ќе станат на вистински хитови и дека ќе го одбележат овој Макфест кој што годинава се одржува. Сменетата концепција на Макфест годинава на сцената вратија пеачки имија кои овде ги немаше со децении. Да останат песни кои ќе се слушаат и на вистина ми е мило што сум повторно дел Макфест. Се помина околу 12 години од последниот пат кога бевме тука. На вистина еден фестивал кој нуди многу на македонската сцена и тоа го докажуваат и евергрините и хитовите кои имаат останат од овој фестивал. Фестивалот на забавни мелодии Макфест годинава се одржува по 37 пат, а организацијата од логистички и финансиски аспект е целосна на општина Штип, откако Министерството за култура за него издвои сума која општината ја оцени како понижувачка и ја одби.